Одличен, јас би рекол повторно, одлична тема впрочем во утринска на Телма како кулминација на ова денешно издание. Драго ми е што пред 40 на дена можем сгрешив сега со математиката, меѓутоа пред еден месец имав прилика да ги запознам, прекрасни се, Вјоса и ајде сега Ирина. Од толку многу гости меѓутоа се случува. Драго ми е што од тогаш па натаму ќе имаме прилика навистина да ги прераскажеме и раскажеме сите оние иновации на Арно. Тогаш зборевме за кулинари, ги прогласивме добитниците и победниците меѓу вас за таа дружба, меѓутоа најавивме и за она што сега конкретно ќе се базираме на таа тема, филантропија на зелени идеи. Да, мене одлично ми звучи, верувам дека во живо е уште подобро. Ајде да ни раскажете за што станува збор, за каков проект. Да се заблагодариме на поканата, драго ни е што сме повторно овде. Се надеваме дека престилките во меѓувреме се искористија. Се изслужени, да, мојата мајка наистина ме пофали и да знаеш дека јас следното. Кој не треба, следно чекаме фотки со хаштаг кулинари МК. Така, работиме се уште на тој проект, малку паузираме затоа што сега е лето, децата, учениците од средното гостителско се на распуст. Здрави од септември ќе дојдеме со повторно нови информации, свежи идеи и рецепти. Она што го најавивме тогаш дека се случува беше во процес, тоа беше регионалниот надпревар, односно националниот во Македонија го администрираше Арно. Станува збор за надпревар од филантропија преку зелени идеи. Убаво звучи затоа што и самиот збор кажува дека е филантропија, дека е човеколюбие, дека има некаква поинаква идеја освен поттикнување на нови бизниси. Или живееме во ера на капитализам, меѓутоа ова е интересен надпревар затоа што бараме идеи кои што не само што ќе бидат успешни предприемачки, туку кои што ќе ја заштитат околината, природата или ќе ја унапредат, исто така ќе имате некакво социјално влијание. Станува збор за регионален надпревар, освен Македонија, истиот надпревар се спроведува во Албанија, Косово, во Црна Гора, и во Србија. Така, да, во 5 земји кај нас. Се случува од 2012, значи традиционално Арно го администрира втора година и оваа година исто ни стигна многу убави идеи, еден нов оптимизам може да се каже. Секогаш кога почнувате еден проект, после самите се движат и да сакате не се запира веќе, да. Луѓето се инспирираа веројатно и од минатата година што победија, да кажеме дека лани имавме македонски победници за прв пат после 4 години учество, да. Супер. Ги имавме и сега ни беа и во жири затоа што беше важно да знаат и они да оценат кои од локалните идеи имаат потенцијал да се надпреваруваат во регионот и нели за да дадат фидбек како беше кога они беа учесници. Веќе како искусни мајстори. Да признаеме само дека 307677 Ирина Вјоса делат награди впрочем за првите 20, а ова се картички, впрочем каде што има семеја, веднаш по завршувањето на утринска Телма да дознав. Само да споменеме Вјоса и Ирина, станува збор за картички кои што препоставам се ставаат во домашна саксија и процесот на хортикултурно се вели засади, полева и уживај. Растете заедно и уживајте. Да, бидејќи самиот конкурс бара зелени идеи, ние сакаме да бидеме зелени и во лансирањето на конкурсот и во спроведување на истиот, па така да нашиот промотивен материјал е направен од садлива хартија. Тоа е односно хартија која внатре има семе и може да се сади, значи само се кине дел од хартијата, се става во саксија, како што кажавте. Мал дел се кине од ова. Мал дел, да. И внатре има семе од пркос, така да полевајте и понатака ќе никне пркос. Како изгледа? Да. Да речеме. Да, вие пред непол месец ги прогласивте тројцата најдобри добитници или како да кажам, трите најдобри зелени идеи. Да, може да ги пофалиме и вака јавно за што станува збор, односно какви зелени идеи презентира? Така, станува збор за навистина иновативни, како што кажавме, интегрирачки во својата замисла зелени бизнес идеи. Една од идеите на Стефан Перчинков. Стефан е многу млад и перспективен човек кој што размислува да направи своја мал бизнес кој што се базира на рециклирање на употребено масло за јадење. Значи како што ни е познато, да, во Македонија веќе постои, меѓутоа онаш масло што се откупува веќе од ресторани, од фастфуд и тоа е веќе прекористено, има ниска калорична вредност, додека домаќинствата ние сите од кога ќе испржиме нешто или кога ќе потребиме, го истураме тоа што најмалце треба во умивалник, во лабаво, во не знам, во веца школка, нешто што е ужасно за природата, затоа што само една капка масло може да уништи многу тони питка вода за пиење.
и тоа на пример во Америка е забрането да се практикува. Загрозување на населението, на околината, природата, а од друга страна може тоа масло да се употреби како биодизел. Има пракса во Македонија, се откупува веќе од познати откупувачи. Идејата на Стефан е да купи 2 машини од Турција, тие се веќе патентирани, имаат во себе патент изум, кои што ќе бидат поставени во супермаркети. Луѓето од дома ќе си ги носат употребеното масло за јадење, а за возврат ќе добиваат награда. Што повеќе? Или 5 денари или 10 денари во зависност од донираното количество на масло, или ќе има други видови на подароци од типот на, не знам, ако успее Стефан да договори, не знам, општествено одговорни компании кои што ќе даваат, или на пример користење на јавен превоз, билети, некакви доколку најде начин за да... Значи, бенефит, односно повторно, одлично фидбек имаме на сето това. Ќе продолжиме со останатите зелени идеи, но да ги вклучиме гледачите. Гледачите и веднаш продолжуваме. Добро утро, добар ден, тоест. Добар ден. За кого имаме, да кажеме топло добре дојде во Утринска на Телма? Милена на телефон. Како сте, госпоѓа Милена? Па добро да кажам со вашава програма, супер да ви кажам. Кога ќе седнам од 8 до крајот на емисијата не станувам. Тоа многу ни значи да знаете. Вјоса и Ирина днес имаат подарок за вас токму од овој проект Нарно кој што го промовираме, филантропија за зелени идеи. Така што ќе се налеете и ќе се добиете зелен производ. Да. 5 картички од вашите раце, така што делче по делче имате прилика да си направите едно хортикултурно уредување во вашиот дом. Договорено. Многу и поздрав до гостите. Драго ми е што е вака млади лица се грижат за природата и имаат вакви идеи. Одлично. Да го вклучиме на брзина. Да. Пријатно. Поздрав и до вас. Ајде веднаш следниот. Добар ден, на кого? Дали се слушаме во програма, сте повелете? Остана уште 5 картички кои што ќе завршат во рацете на некој од вас, но бидејќи сме многу куси со времето, оставете ги податоците во режија и ќе си ја добиете наградата, ве чека во Телма. Да ги споменеме плановите во смисла на тоа, трите најдобри идеи заминуваат на регионален надпревар, така? Вие се подготвувате, веќе сте во 27 до 29 заедно со сите тројцата победници од локалниот надпревар се подготвуваме, подготвивме презентации, истражуваме кој е во жири оваа година, 27 до 29 јули. Оваа година надпреварот е во Србија. Инаку ротира, 2013 на пример беше во Македонија, во Маврово. Идејата е да биде во секоја од земјите учесници. И сега накратко, Вјоса, би сакала да споменам кои беа критериумите за да ги изберете впрочем и финалистите за овој проект? Значи заедно со Стефан на регионалниот надпревар ќе одиме и ние две, но исто така и двете, нели, дека има 3 зелени идеи и другите носители на зелените идеи. Марта Мојсова, нејзината идеја е за реновирање на веќе стар мебел кој на креативен начин се обновува и пак може да се користи за употреба, да, така. И другата идеја на Ана Рафаиловска, идеја за конструирање на ефективно ефикасни домови од сламени бали. Со овие 3 идеи ќе одиме на регионалниот надпревар, инаку во конкурсот имаше 27 зелени идеи. Критериумите беа... Како успеавте да ги селектирате најдобрите? Претпоставам дека сите биле со добри и одлични идеи. Имавме добро жири, имавме Маја Антевска од Европска банка за реконструкција и развој, Фисник Шабани кој што доаѓа од Центарот за стратешки развој. Имавме Билјана Филиповска, тоа е минатогодишниот победник од првата кооператива на органски потрошувачи Наша добра земја. И јас бев и беше многу тешко затоа што секогаш и да ги имате поставено критериумите, пак е тешко. Гледате кога гледате се добри идеи, навистина е тешко. Имаше идеи, например, гумени бомбони кои што се здрави органски, без никакви конзерванси, шекери, станици за компостирање. Така, понатаму слободно продолжи. Да, станици за компостирање, идеи за производство на есенцијални масла, на природни козметички производи, но на природен начин. Например, идеја за отварање на центар, велосипедски центар, каде што граѓаните може да одат, да го репарираат некој дел, да донираат делови, или да го остават за зимен период, да го складираат велосипедот таму. Колку ќе биде убаво силва да се реализира
Многу е важно што има идеја, има почеток, па се разбира со амбиција, со жилба, упорност и труд, мислам дека многу работи ќе се остварат. Се надам дека едно од овие останува за нас. Кој си купиме саксија, ќе си посадиме. Лакаче од вас тука да ние ќе дојдеме со сериозно, најсериозно. Сакаме да видиме тоа како изгледа, ако веќе имате да речеме нешто што е во прогрес од ова растение. Супер, да. Би ни значило многу е битна медиумска поддршка, и граѓаните ги поздравуваме за работи. Така, исто така е битна и поддршка од бизнис секторот, да кажеме дека ние сме во потрага по национален спонзор кој што ќе даде награди на овие тројца национални победници. Сакаме да им дадеме било каква мотивација да продолжат, а инаку тие што се надпреваруваат на регионалниот надпревар, тројцата најдобри од сите земји добиваат по $10,000 за имплементација на нивната идеја. Ова парична награда, така. Неповратни средства, ова инаку е под покровителство на фондацијата на браќата Рокфелер од САД. Оние промовираат филантропијата во Западен Балкан, меѓутоа имаат поразличен пристап, гледаат да инвестираат во создавање на одржливи мали иницијативи, да помагаат на заедниците преку бизнис пристап. Ветувам дека цела екипа од септември-октомври ќе влезе во вашите простори и таа креативна ваша работилница каде што се создаваат овие идеи. Меѓутоа септември пак ќе ве чекаме повторно. Веќе датумите се договорени за вас. Многу ми е драго, Вјоса и Ирина, поздрав до цела екипа на Арно и се чекаме септември со импресиите и секако од ова регионален настан кој што ќе се случи. И со победник. Дефинитивно.